Високите сметки за електрична енергија ги натера собствениците на хотели покрај Охридското езеро да инвестираат во поставување на фотоволтаици на своите објекти. Иако станува збор за инвестиција од околу 150.000 евра, велат дека тоа е единствен спас од порастот на цената на струјата. Па од прилика околу 250 киловат часа инсталирана енергија, тоа ја намалува сметката кај нас во овие месеци јуни, јули, август, кога е најголемата гужва, за едно 70%. Летово е добро затоа што имаме електрична енергија до 7 и нешто, некакво производство. Имаме многу барања во Охрид, охридскиве хотели, кои сакаат да постават фотоволтаици, нормално да ги смалат трошковите и за да бидат конкурентни на пазарот, да останат во живот. Хотел Грани ги поставивме фотоволтаиците почетокот на месец август. Инсталиравме 120 киловолти мощност, максимално колку што можеше на кровот. Има ефект во секој случај, значи сметката е намалена некаде од прилика за 5.000 евра од минатиот месец. Наравија понатака би размислувале дополнително се стават некаде уште 50-60 киловолти, така да го заокружиме тој дел. Котамаски вели дека ова е еднината на туристичкиот сектор, со оглед на тоа што сметките за струја кои ги добиваат сега се за неколку пати повисоки од претходно. Во вакви случаи инвестицијата побрзо се враќа со вакви цени на струја, но сепак мислам дека е добро решение. Тој што може да го направи е добро решение. Сите размислуваат кој како може да го постави, да го направи тоа. Имаме некои примери што плаќале порано 10-15.000 евра, кај што му стигнаа сметки до 97-8.000. Не може да дојде по 5 или по 10 евра по ноќевање електрична енергија. Тоа никаде го нема во светот. Затоа сега за следнава година немаме уште цени, ние даваме цени, никој не ги прифаќа како такви. Некои веќе се подготвуваат да постават ваков систем. Веќе аплициравме за кредити, за да можеме да направиме за фотоволтаична енергија, да ми може бар да спасиме 40 до 50% од тие основни трошоци кои ги имаме во врска со електричната струја. Доаѓаат зимски месеци, па стравот од уште повисоки сметки ги плаши хотелиерите. Некои излезот го гледаат во привремено затварање на капацитетите или пак во отпуштање на вработените. Само во туристичкиот сектор на Охридско-Струшката ривиера има околу 3.000 вработени. Инаку неодамна, владата поради енергетската криза ги поедностави процедурите за поставување на фотоволтаици. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.